во изминатиот период Регулаторната комисија за енергетика поднесе барање до владата на Република Северна Македонија да се измени законот за енергетика со цел да имаме фактичката и реална состојба како што е навистина во нафтениот сектор во нашата држава. Имено со постоечкиот закон за енергетика е предвидено Регулаторната комисија за енергетика да определува рафинериски, односно производни цени за нафтата и нафтените деривати. Факт е дека во изминативе неколку години ОКТА не работи. Од тие причини ние побаравме и доставивме иницијатива до владата да се измени законот за енергетика, каде што ќе се констатира фактичката состојба, односно Регулаторната комисија за енергетика ќе има обврска да донесе методологија за определување на малопродажните цени на дизелот и на бензините кои што ги има на нашиот пазар. Оваа иницијатива од владата беше прифатена и потоа во текот на минатата недела Собранието на Република Северна Македонија ги усвои измените на законот за енергетика. За жал, овие измени понатака не се влезени во сила, поради што ние се соочуваме со проблем. Ако се земе во предвид фактот дека на 8 мај завршува договорот, односно врската на Регулаторната комисија за енергетика да ги определува цените и на дизелот и на бензините согласно анексот Д од купопродажниот договор помеѓу владата и Хеленик Петролеум по 8 мај, доколку во наредниве неколку до почетокот на изборната кампања не се усвојат измените на законот за енергетика, во тој момент Регулаторната комисија за енергетика по 8 мај ќе има период каде што нема да ги определуваат цените и ќе ни се случи либерализација на пазарот на нафта и нафтени деривати. Ние и кога ја поднесовме иницијативата до владата за измени на законот за енергетика, една од главните причини која што ја наведовме како да се измени законот за енергетика е тоа што ОКТА во овој момент на пазарот на големо има пазарно учество во последниве неколку години во зависност од годината помеѓу 70 и 80%. И сметаме дека тоа не се доволно добри услови за либерализирање на пазарот со нафта и нафтени деривати. Сметаме дека се уште е рано во нашата земја да се воведе либерализација на пазарот за нафтата и нафтените деривати. Исто така, особено ги земавме во предвид и искуствата за либерализираните пазари не во ЕУ, каде што во најголем дел се либерализирани, туку во соседните земји каде што се либерализирани, и нашите анализи покажуваат дека цените на либерализиран пазар се поскапи за 20 до 40%. Од овие причини сметаме дека Собранието на Северна Македонија е потребно во најкус можен рок да го донесе повторно овие измени и дополнување на законот за енергетика, кои што потенцирам дека минатата недела беа веќе донесени, со цел да можеме во текот на месец април да донесеме нова методологија за определување на малопродажните цени на нафтата и нафтените деривати. При тоа, ние ќе ги анализираме што ќе донесе оваа нова методологија и потоа, доколку се создадат услови, Регулаторната комисија за енергетика ќе биде таа институција која што ќе каже да, во овој момент во нашата држава се создадени услови за либерализација на пазарот. Ние до тогаш очекуваме со новата методологија, доколку е можно да влезат и нови играчи на пазарот. Инаку факт е дека еден ден ние ќе треба да го либерализираме овој пазар, но сметаме дека е се уште рано, бидејќи до сега во Македонија никогаш не бил либерализиран овој пазар и ние применувавме една методологија веќе речиси 20 години, така да сметаме до либерализацијата да одиме чекор по чекор. Такви искуства има и во Хрватска, има и во Словенија, каде што пред конечна либерализација на овој сектор имало методологии кои што ги носеле или министерство, соодветно министерство или регулаторните тела. Кај нас во законот е предвидено ние да носиме
методологии за определување на малопредложни цени и поради тоа ние ќе го направиме тоа во наредниот период. Се разбира доколку се има соодветни законски измени во измени на Законот за енергетика.